todos hasta arriba. Почитувани гледачи, здраво и добродојавте во второто издание од петата сезона од МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2014-15. Во денешното издание ќе ви понудиме 3 интересни надпревари кои се одигра во спортската сала Градски парк. Ќе погледнеме стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова прво коло кај генерацијата 2002-2003, а на крајот на емисијата ќе видиме што се случуваше изминалата недела во Евролигата и NBA лигата со најновите Топ 5 потези. Секако нема да ја заборавиме најавата за следната емисија, каде второто коло ќе го одиграат и децата од генерацијата 2001-2002. Останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 77-то издание на МТМ Кошаркарската лига. Стартуваме со првиот надпревар во денешната програма кај генерацијата 2002-2003 во рамките на првото коло ќе настапат тимовите на Работнички и Киндер Мини Баскет. Официјални судии на надпреварите се Кристина Милановиќ и Давор Минчевски. Во следните неколку минути ќе ги видиме најинтересните моменти од оваа средба. Кошаркарите на Работнички одлично го започна надпреварот и уште на самиот старт покажа дека се апсолутни фаворити на овој надпревар. За кратко време направија солидна предност која сепак не беше двоцифрена, а за тоа да не биде така се погрижија кошаркарите на Киндер Мини Баскет. Па така првата четвртина Работнички ја доби со 13:5. Во втората четвртина стрелците не беа толку расположени за игра и поентирање, но за разлика од првата четвртина кошаркарите на Киндер Мини Баскет ја подобрија играта во одбрана, што резултираше со далеку помал број на примени поени за разлика од првиот период. Сепак разликата остана скоро иста со тоа што Работнички и оваа четвртина ја доби минимално со 4:3 и на полувреме имаше предност од 17:8. Во третиот дел далеку подобра игра прикажа тимот на Киндер Мини Баскет.
Како одморот добро да им дојде и во третиот период одигра најдобро на надпреварот. Грешките ги ставија на минимум, а завршниците ги спроведуваа во многу голем процент. Па така третиот период конечно го добија со 7:6, а резултатот беше 23-15 за Работнички. Добрата игра кошаркарите на Киндер Мини Баскет ја продолжи и во последната четвртина. Тие беа решени да го достигнат резултатот на Работнички и со пресинг игра ги запираа нападите на домашниот тим. Завршницата во силно темпо им припадна на гостите, но сепак Работнички издржа кога е најпотребно и не дозволи изравнување на резултатот. На крајот сепак Работнички ја однесе победата со 34-28. Последниот период им припада на Киндер Мини Баскет со 13:11. Кај Работнички со 10 поени најдобар беше Дамјан Кировски, 7 даде Зоран Мандич, а 5 Тео Николов. Кај Киндер Мини Баскет 10 коша исто даде Матеј Арсов, а 9 Мартин Гелов, додека 6 поени постигна и Христијан Ѓоргиевски. Наградата од нашите пријатели Вивата за најдобар играч на надпреварот ја доби Дамјан Кировски од тимот на Работнички. Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Николовски, тренер во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Митко Костовски, селектор на најмладите македонски репрезентации, родени 99-2000 и тренер и собственик на кошаркарскиот клуб Квиско Баскет. А вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Јован Миловски, тренер во кошаркарски клуб Работнички и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од првото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2002-2003 се сретнаа тимовите на Академија Баскет и Илинден. Во следните неколку минути ќе ги погледнеме најдобрите моменти од оваа средба.
Стартот на надпреварот помеѓу Академија Баскет и Илинден најавуваше дека победникот на овој дуел ќе се решава до последната минута. И така и се започна. И двата тима играа одлична кошарка во првата четвртина, играјќи кош за кош, па така ниту еден од тимовите не направи поголема разлика од 2 или 4 поена. На крајот на првиот дел на семафорот стоеше изравнет резултат 7-7. Во вториот дел работите се сменија. Тимот на Илинден беше тој кој го водеше надпреварот и го полнеше кошот на Академија Баскет, кој нема решение за расположените играчи на Илинден. Грешките се зголемуваа од минута во минута, кои ги правеа кошаркарите на Академија Баскет, а истите резултираа со зголемување на разликата. Па така Илинден на полувреме имаше предност од 17-10, а вториот дел го доби со 10-3. Во третиот дел, кошаркарите на Илинден само ја играа својата игра, додека на спротивната страна Академија Баскет малку ја подобри играта во нападот. Сепак Илинден беше во елемент и оваа трета четвртина и ја доби во своја корист од 10-6, а разликата беше и двоцифрена 27-16. Последниот период не донесе ништо особено во поглед на резултатот и победникот на овој надпревар. Така истата ја однесе тимот на Илинден, кој славеше со 37-24. И последниот период, кошаркарите на Илинден го добија со 10-8. Кај Илинден со 13 поени најдобар беше Христијан Ѓуровски, 6 даде Мики Атанасовски, а 4 Тео Ристовски. Кај Академија Баскет по 7 коша дадоа Миле Трајковски и Никола Неделковски, а 4 коша дадоа и Ѓорги Докузов.
Наградата од нашите пријатели Виватап за најдобар играч на надпреварот ја доби Мишел Јаневски од тимот на Илинден. Здраво, јас сум Војан Станосев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гаршаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот надпревар ќе ги видиме кошаркарите на Борец и Квиско Баскет. Ги гледаме најинтересните моменти и од овој надпревар. Кошаркарите на Квиско Баскет во препознатлив стил го започна надпреварот со пресинг игра и брзи контранапади го полнеа кошот на Борец. Сепак на серијата поине на Квиско и Борец одговори на соодветен начин и колку толку не дозволи предноста да достигне плюс 10 за Квиско Баскет. Сепак Квиско Баскет ја доби првата четвртина со 8:4. Во вториот дел улогите беа сменети. Борец беше тимот кој подобро играше и од минута во минута го достигнуваше резултатот на Квиско Баскет. До крајот на вториот дел Борец се избори за израмнување и на полувреме резултатот беше 11:11. Со 7:3 Борец ја доби втората четвртина. Во третиот дел кошаркарите на Квиско Баскет како да ги потрошија сите сили на овој надпревар. Наместо паузата да им биде добре дојдена, сепак истата делуваше негативно. Борец сето тоа мудро го искористи и со подобра игра за разлика од првото полувреме создаде предност која до крајот на овој период достигна да биде и двоцифрена.
на Борец се им одеше во прилог, па така со високи 16:2 ја доби третата четвртина од надпреварот и пред стартот на последните 10 минути имаше предност од 14 поени разлика, 27-13. Последниот период беше само формалност кога беше во прашање победникот на овој надпревар, па така тимот на Борец стигна до првата победа во новата 2014-15 сезона. Последната четвртина им припадна на кошаркарите на Квиско Баскет со 7:6. Кај победниците со 5 поени најдобар беше Андреј Атанасовски, 4 даде Валјмир Тахири, а 3 Дамјан Стојановски. Кај Квиско Баскет по 4 коша дадоа Јован Александровски и Дамјан Јанев, а 3 поени постигна Теодор Димовски. Наградата од нашите пријатели Виватап за најдобар играч на надпреварот ја доби Андреј Атанасовски од тимот на Борец. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Здраво, јас сум Иван Таваковски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Виктор Блажевски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Матеј Дабевски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Кико Брњарчевски, тренирам во клубот Киндер Мини Баскет, гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ѓокица Ѓошевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Илинден, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марко Василев и тренирам во кошаркарскиот клуб Борец, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас се викам Јован Александровски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско Баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Матеј Стеков, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5 каде ќе видиме најдобрите 5 потези од ова прво коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2002-2003. Inside I'm slowly dying. Call me. Don't you know that my heart is crying? Love me, 'cause inside I'm slowly dying. Call me. Don't you know that my heart is crying? Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете ги на новите топ 5 потези во Кошаркарската Евролига и NBA лигата.
cosa hasta arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Почитувани гледачи на МТМ телевизија, дојде крајот и на ова второ издание од петата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2014-15. Сите оние деца кои сакаат да тренираат и да бидат дел од МТМ Кошаркарската лига и Кошаркарскиот клуб Академија Баскет може да се јават на телефоните 078 211 279 и 078 393 657 или да пратат мејл на адресата academiabasket@yahoo.com. Ние, почитувани гледачи, се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига која ексклузивно се пренесува на програмата на МТМ телевизија, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2001-2002 кои ќе го одиграат второто коло од новата сезона. Поздрав, почитувани гледачи, и се гледаме повторно за 7 дена, а јас ви препорачувам и понатаму да останете со програмата на МТМ телевизија. Јас сум Мартин Гилов, тренирам Кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Антонио Милевски и тренирам во Кошаркарски клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Христијан Николовски, тренирам во Кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Марко Муратовски, тренирам во Кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Нова Герик, тренирам во Кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига.